се осомничени за несреќата, трагичната несреќа која се случи во дискотека во Кочани. Од нив 15 се приведени во полициска станица. Тоа е последната информација од истрагата за оваа огромна трагедија. Според последните информации од Министерството за внатрешни работи, бројот на загинати по големиот пожар во дискотеката во Кочани останува 59. Дали има промена во бројот на повредени во овој момент, дознаваме од колегата Александар Динев, одиме во живо на скопските клиники. Александар. Да, во овој момент последната информација за состојбата на повредените во големата трагедија во дискотеката во Кочани ќе ги слушнеме од министерот за здравство Арбен Таравари. Министре, каква е состојбата, колку повредени има во моментот во болниците кои примаат пациенти од големата несреќа? Ја прво би сакал да се извинам за тоа што доцнам, бидејќи бев и во клиничка болница во Штип и во Кочани и сега се враќам од таму. Официјални информации, сите пациенти се згрижени, сите се во стабилна и релативно добра состојба. На хируршки клиники тука се 25 пациенти моментално, во градска хирургија 24, во болницата 8 септември исто така 24, во Штип 31 и во Кочани 13, значи вкупно се 117 пациенти. Во меѓувреме се испратени надвор од државата 13 пациенти за лекување, евентуално да не се комплицира случајот на овие пациенти кои што лежат во болниците што ги кажав. Посетени сите болници, секаде пациентите се згрижени во добра состојба, надворот живот на опасност. Ја јавно би сакал да им се заблагодарам на повеќето министри за здравство од регионот и подалеку кои што лично ми се јавија, министрите за здравство на Албанија, на Србија, на Косово, на Црна Гора, на Булгарија, се ако не се сетам на некој друг што на Турција се слушнав и со него лично, така да нашите пациенти кои што веќе се тргнати на лекување ќе бидат во Грција неколку, во Булгарија неколку, во Турција неколку и другите ќе продолжиме и во Србија, да. И ќе продолжиме, другите ќе продолжат да се лекуваат. Тука јас се надевам дека не очекуваме веќе да има некакви компликации во тие што го ја преживеа оваа трагична ситуација. За секоја нова информација ќе бидете известени и се надевам дека ќе ве информираме нон-стоп за сите нови случувања. Дали има промени во здравствената состојба на некој од веќе хоспитализираните, односно дали има критични пациенти кои се останати овде на скопските хируршки клиники? Критични беа 20 пациенти. Може да се рече сега бројката е малце поголема, затоа и се потрудивме да ги однесеме неколку од пациентите. Ни се понудија во Солун, во Белград, во Турција, така да во Софија, така да се надевам дека таму ќе бидат најверојатно третирани, имаат специјални центри за тоа, другите ќе остануваат тука нашите доктори. И исто така би сакал да им се заблагодарам на целиот медицински персонал. Навистина ги прошетав сите болници и гледам таква солидарност на колегите и медицински сестри, болничари, доктори и тука на клинички центар и во 8 септември и во сите болници кај што поминав денес. Гледаме постојано во амбулантни возила. Значи, дали тоа значи дека се... Пред половина час добивме такво соопштение. Вие изборувате... Зашто? 27 дека ќе се Видете, кој е конечната бројка за да биде јавност? во план се уште да се испратат, меѓутоа до сега 13 се испратени. Кога ќе има екстра, плюс ќе ви кажеме. Во истите држави или има? Во истите држави. Софија, Белград, Истанбул и Солун. Гледаме постојано амбулантни возила, значи на секои 5 минути. Дали тоа значи дека се носат амбулантни возила од Штип и од Кочани? Уште еднаш ќе ви кажам, во Кочани бев таму околу пола сат. Значи сите пациенти се надвор од секаква опасност. Исто и во Штип. Тие неколку пациенти што биле покритични се испратени во клинички центар во 8 септември или во градска општа болница. Така да таму веќе немаме пациенти кои што можеби ќе имаат потреба за да дојдат наваму. Меѓутоа, луѓе сме, било што да се комплицира, тука сме, затоа и нашите капацитети малце ги испразнуваме.
и носиме во соседните држави за да имаме капацитети за секој случај да прифатиме иако нешто се комплицира. Иако реално не очекуваме. Министер, дали има семејства кои се уште не знаат Кај им се с за децата? нивните деца, затоа што доаѓаат и до нас овде луѓе и прашуваат. Знам, и мене ми пишуваат доста луѓе. Значи, видете, ја имињата на починатите не ги знам и бројот точно не ги знам. Меѓутоа, ние се обидовме преку болниците да им обезбедиме имиња таму кај што се лекуваат за да семејствата стигнат. Меѓутоа, телата што не се идентифицирани, тоа е веќе работа на Министерството за внатрешни работи, да ги прашате таму. Ние сето тоа што имавме како информација, ги споделувавме преку нашите директори и јас лично и целата наша екипа што ги гледате околу мене, кои што се во кризниот штаб, кои што неуморно работеа од наутро до сега. Дали имате можеби проблем со капацитетите во однос на немедицински персонал, него и ресурси? Не, комплетно, значи овде е мобилизирано све. Дури во Кочани ми кажува без да ги повикуваат, сите болници околу Кочани, доктори, сестри дошле без да ги викаат. Истото се случуваше и во Штип, истото е во клинички центар, исто е во 8 септември. Без да ги повикаме, колегите доаѓаат и се солидаризираат. Има доволно лекови и останати средства кои се све имаме, ништо недостасува, значи се што е потребно се има, пациентите се покриени со целата терапија, така да нема никаков недостаток на некое медицинско средство или терапија. Дали некој Обдукцијата на телата? Мола? Обдукцијата на телата? Тоа ќе прашате во судска медицина, тоа сепак оди преку јавен обвинител и како е дали има процедурата. многу префрлања во приватните болници кои што Колку што знам, неколку, можеби се, 2 или 3 или 4, тоа е. Да. На собствено барање. Уште една информација да добиеме Секако. Ја ви стојам на располагање. Ја мислам околу 6 можеме уште еднаш да се видиме, да ве апдейтираме со новите информации. Може да ги дам бројките за восстанство кои се упатени. Да, директор. Мака од последното во Сменете се со министерот. на последното во приватните болници има 3 пациенти во Систина 1 во Жан Митев 3 на собствено барање, иначе да истакнам дека двете болници ги дадоа 5 возила со интензивна нега на располагање за транспорт на пациентите. Бидејќи ставно збор за опекотини кои може да се комплицираат наредните денови, конзилиумот на доктори сметаше дека е добро да се направи место во Скопје за сите пациенти, а најкритичните да се испратат во странство. Тоа што прво тргна од тука од клиничкиот центар се 3 пациенти за Папа Николау болницата во Солун. Голема благодарност и на дипломатите и на лекарите кои овозможија брз транспорт, скоро што времено пристигна авионот од Бугарија. Таму има 8 пациенти, 5 покритични, 5 и 3 помалку критични, кои ќе бидат третирани во болницата Пирогов во Софија, и тројца во Софија и двојца во Варна покритичните болни. Во моментот има 2 возила во Стара Градска кои ќе ги пренесат во центар за изгореници, војниот центар за изгореници во Ниш. Од српски екипи со брза помош. Од Белград треба да пристигнат 3 возила за да ги пренесат на ВМА. И од Турција треба да пристигне авион за 8 или 9 пациенти. Во моментот конзилиумот работи на целиот список на пациенти, се прави проценка дали да бидат префрлени од Кочани Штип во Скопје, од Скопје на друго место, за да сите бидат згрижени на највисоко можно нешто. Има и резервни капацитети ако треба, така да во основа на стручно мислење се одлучува пред се, не зашто не може да бидат згрижени сите тука, туку да сепак се остави слободен капацитет за можни нови доаѓања од Кочани од Штип. Благодариме. Да, студио, како што можевме да слушнеме, ова беа последните информации од здравствените власти. Според министерот за здравство во овој момент има 117 повредени кои се хоспитализирани во болниците во Штип, во Кочани, овде на клинички, во Старата градска болница и во ГОП 8 септември. До овој момент 13 пациенти се кои биле во критична, односно тешка состојба, се транспортирани на понатамошно лекување во болниците
во Солун, како што кажа директорот на Фондот за здравство, во болниците со авионски транспорт во Пирогов. Остануваме овде да ја следиме состојбата. Таравари најави нова информација во 18 часот, секако ќе пренесеме за во централниот дневник понови и попрецизни информации околу состојбата на тешко повредените. Александар Динев, ти благодарам, ќе ти имаме повторно кога ќе имаш нови информации. За сега ги сублимиравме состојбата и лекувањето на повредените.